Стасува, ама оно што го порачаш го дават број 2-3 помалечок, само да изчистат робата они. Дефинитивно 100% лажат. Порачах едно кебе, и се бендиса, не беше толку на сликата и од тогаш веќе не сум порачувала. Штипјани се помалку имаат доверба во онлайн нарачките, бидејќи често им пристигнуваат производи што не се исти како на слика. Наместо очекуваниот квалитет, добиваат поинакви големина, материјал или боја. Иако интересот за летна гардероба расте, граѓаните велат дека сега купуваат повнимателно. Дел од нив се одлучуваат само за проверени страници. Други пак велат дека подобро во продавница, отколку разочарувања дома. Од темо имам нарачано, ќе видам што ќе биде со нив, а овие другите, од тука од Скопје, први преваранти. Па најчесто од онлайн, да. Понекогаш да, понекогаш не. Те сега пред една недела ми дојде шанче. После лане ми зема преку смокалка од тие што ги лакленират преку смокалки тие. Добри се. Кога е во прашање летната гардероба, граѓаните велат дека избираат да купат на акции во продавниците, ем ефтино, ем проверено. Облеки, па од продавниците тука. Има ли акции? Па има. Има за секаков джеп. Ако сакате по добра стока, маркирана стока, по бутиците у Скопје, гардеробата не е скапа, не. Пристојна, нормална гардероба, за наш джеп е сосема пристојна, да. Да, понекогаш има акции, не е многу скапо и фер се цените. Ја си купувам и само на каде да ви речеме. Да си купиме. Што видиме да си купиме, а не од телефоните. Нямаме довербани. Од продавница купувам, поавно ќе си пробам, ќе си видам што, како е, бива, не бива и така. Инаку овие превара се, види се, веќе они спремале пред време цените. Тие цени се и џоами тие акција, ама не е акција. Приближно. Иако онлайн купувањето станува се подостапно за повозрастните, кои сега се почесто се снаоѓаат со телефонот, сепак незадоволството во последниот период ги предомислува да се вратат на старата практика, да излезат и да си купат што им е потребно.